Гостин во Република ТВ е доктор Илкер Апајдин, хирург за пластична и реконструктивна хирургија во New Age Clinic. Ќе разговараме за трансплантација на косата. Добар ден. Што всушност представува трансплантацијата на коса? Трансплантацијата на коса всушност представува преместување на графтови или фоликули од еден дел на кожата на главата на друг дел каде што е потребно. Обично графтовите се земаат од задниот дел на главата, кој што е донорска регија, и потоа се пренесуваат во предниот дел на главата каде што и постои проречувањето на косата. Кои се критериумите за успешна трансплантација на коса? Неколку критериуми се потребно да се исполнат за да имаме една успешна трансплантација. Меѓутоа, најзначајни се медицинското знаење, уметничките вештини на хирургот, како и искуството. Со искусни хирурзи кои што имаат осет да ја направат естетска линијата на косата естетска, со добро знаење и искуство може да се постигнат одлични резултати кај пациентите. Дали трансплантацијата на косата дава трајни резултати? Трансплантацијата дава трајни резултати и на кои не би имало смисла да се прави. Се земаат фоликули од задната регија на главата, фоликули кои што всушност се отпорни на дејството на дихидротестостеронот. А знаеме дека дихидротестостеронот е главниот причинител за опаѓање на косата. На тој начин, кога ќе се земат фоликули кои што се отпорни на опаѓањето, грубо кажано, и кога ќе се пренесат во зоните на проречување, тие ќе опстанат и ќе живеат до крајот на животот. Кој дел од скалпот има улога на донорска регија за трансплантацијата? Како донорска регија се користи задниот дел од главата помеѓу ушите, кој што сите сме забележале дека е најгуст и останува со иста густина во текот на животот. Затоа и оваа регија се користи за екстракција, значи за земање на фоликулите и нивно пренесување во деловите на проречена коса. Кој е кандидат за трансплантација на коса? Донорската регија е многу битна за да се одреди кој е добар кандидат за трансплантација и секако очекувањата на пациентот. Кој има добра донорска регија, секако има добра основа од каде може да се земат графтовите за да се направи успешна трансплантација. И кога очекувањата на пациентот се реални, тогаш може да има многу добра соработка. Ние сме искусни 20 години во трансплантацијата на коса, така да имаме 100% на успешност во решавањето на проблемот со губење на коса преку трансплантација. И кога очекувањата на пациентот и искуствата на докторот ќе се спојат, се добиваат успешни и задоволителни резултати. Дали имате македонски пациенти? Да, секако сме оперирале пациенти од Македонија, веќе има неколку кои што не контактирале за консултација и дошле на операција. Ние како клиника работиме со пациенти од целиот свет и имаме искуство со пациенти од секаде. Како оди рехабилитацијата по од кога ќе се изврши трансплантацијата на косата? Рехабилитацијата е релативно брза. Уште во првите неколку денови после трансплантацијата пациентот може да се врати на нормалниот ритм на живот, може да оди на работа, може да се шета, да оди шопинг. Постојат само промени на кожата на главата кои што се во вид на црвени точки и крусти, како резултат на регенерацијата на кожата. После 7 до 10 дена тие лушпи комплетно исчезнуваат и изгледот на кожата е целосно нормален. Кога израснува косата по пресадувањето? Резултатите од трансплантација не се веднаш, значи не се имедијатни. Постои еден период од 3 месеци кој што е период на стагнација после трансплантацијата, затоа што растот на косата тогаш почнува дури после третиот месец. Од третиот месец па натаму континуирано косата расте и се подобрува растот до некаде година дена кога се постигнуваат оптималните резултати.
Ние ги следиме резултатите во текот на растот на косата и даваме насоки на пациентите што може да очекуваат понатаму. Дали по трансплантацијата се добива природен изглед на косата? Како можеме да бидеме сигурни дека ќе добиеме природен изглед, дека тоа нема да биде вештачки? The most important part of the hair surgery is natural result. Да, природниот изглед е навистина значаен и сите пациенти очекуваат да добијат природен изглед на косата. Како освен природниот изглед и густината на косата е еден од битните параметри за да се постигнат добри резултати. За да се добие природен изглед на косата потребни се одредени да се почитуваат одредени правила и принципи во однос на начинот на екстракција на графтовите, начинот на земање на графтовите, начинот на нивно поставување на нивната инсерција, правецот, повторно во улога доаѓаат вештините на хирургот за да се постигне таа естетска линија. Ние можеме да гарантираме за естетската линија на кој што треба, за природниот изглед кој што сакаме да го постигнеме, затоа што зависи од нас и од нашата техника на работа. А густината на косата е секогаш оптимална согласно на состојбата на пациентот. It's very important. За крај, кој е квалификуван да ја изведе операцијата на косата? Actually, especially in Turkey, Најчесто пластичните хирурзи и дерматолозите можат да прават трансплантација на коса во Турција и јако често технички персонал или медицински сестри прават трансплантации што не е легално. За да биде трансплантацијата успешна, треба пластичен хирург да изведува операцијата, затоа што може да има одредени компликации за кои што мора да бидат решени правилно и на кои што мора хирургот да реагира адекватно со своето искуство и we знаење. have to fix this problem also. Ви благодарам за гостувањето. Thank you.